Се почна пред околу 2,5 месеци кога новинарот на ТВ Клан, Фуркан Салиу, со документи ја соочи директорката на клиниката за детски болести Аспазија Софијанова дека земала дневници за дежурства и кога била на службен пат. На крај Да, ма јас дежурав во Словенија. Јас бев таму цело време на дежурство, јас таму не отидов да се одмарам. Иако ги отврли тврдењата дека и друг пат добивала додатоци за дежурства што, според интерни документи на клиниката, не ги сработила, Софијанова набрзо поднесе оставка и врати непозната сума пари. Скандалот повлече вонредни финансиски контроли во сите клиники и клинички болници во земјава. 360 степени го доби извештајот за детската клиника каде директоруваше Софијанова, како извештаите за уште 32 клиники. Оваа колона со шестцифрени бројки се сумите што на месечно ниво ги добивала директорката на клиниката за детски болести, и тоа само за дежурства во интензивна нега. По таа основа, за првите 9 месеци од годинава и били исплатени околу 23.300 евра. Проблемот е што бројките не се совпаѓаат со оваа колона, главно со петоцифрени броеви, каде се прикажани сумите што директорката требало да ги добие според евидентните листи за дежурства во клиниката. Според таа документација, за дежурствата во интензивна нега во првите 9 месеци од годинава, Софијанова требала да добие околу 8.900 евра, или 14.400 евра помалку од тоа што и било исплатено. Кога ја поднесе оставката, Софијанова тврдеше дека не било можно да си допишува дежурства. Бројот на дежурства го дава главната сестра од одделот каде што го правиме тоа, тоа е од одделот за интензивна. Понатаму тие дежурства се внесуваат во IT систем, односно во самиот систем кој што е во благајна, и во него само благајникот е тој кој што го контролира. Јас не можам ниту да си допишам, ниту да ставам повеќе дежурства. Нови извештајот од вонредната контрола што ја направил Фондот за здравствено осигурување, изработен меѓу 18 и 20 октомври, индиректно се вели дека некој допишувал. Постои несовпаѓање на часовите за дежурство наведени во исплатните листи, споредено со евидентните листи за поминати часови на дежурство од главната сестра. Се потврдува и дека на Софијанова и били исплаќани дежурства дури и кога не била во земјава, односно за време на стручно советување во Словенија. А исплатите не биле за единственото можно дежурство во такви услови. Од страна на контролата се констатира дека во евидентните исплатните листи нема евидентирано исплатено додатоци за пасивна приправност од 8%. Освен медицинската директорка, повеќе пари од колку што му следувало добивал и организацијскиот директор на детската клиника Алјадин Мемеди. Личниот доход му се пресметувал по коефициент повисок од утврдениот во колективен договор. За периодот од 1 јануари 2022 година до 30 септември 2022 година за организацијскиот директор е повеќе исплатена бруто основна плата во износ од 186.612 денари, а причината е примена на повисок коефициент на сложеност. Ниту Мемеди, ниту Софијанова повеќе не се дел од менаџментот на детската клиника. Дали и поинаку ќе одговараат, за сега е неизвестно. Но освен во детската, Фондот за здравствено осигурување направи вонредни контроли во уште 30 на други клиники. 360 степени дојде до извештаите од сите тие контроли, користејќи го законот за пристап до информација од јавен карактер. На ниту една клиника нема неправилности како на детската, но во исто време нема ниту една клиника која што е комплетно чиста. Заедничко за речиси сите клиники е што не се води евиденција за работното време на директорите, кога доаѓаат, а кога си одат од работа. Во неколку клиники праксата е покриена со правилник, но во некои од извештаите на фондот се посочува дека законски никој не смее да биде исклучен од евиденција. Сепак, целта на контролите беше да се открие дали некој земал повисока плата или пак повисоки надоместоци за дежурство отколку што му следуваат. Извештаите покажуваат дека има неколку констатирани случаи и неколку сомнителни. Основната плата на директорите се пресметува со множење на најниската плата со најниско ниво на сложеност во здравството, која е договорена на износ од 14.090 денари, со така наречениот коефициент на сложеност, кој за медицински директор изнесува 8,07, а за организацијски 6,379. Така што, основната бруто плата за медицински директор на универзитетска клиника, без стажот, додатоци и дежурства, изнесува 113.706 денари, а основната бруто плата на организацијски директор на универзитетска клиника
е 89.880 денари. Во извештајот од вонредната контрола се констатира дека на неколку директори платата им е пресметувана по повисок коефициент. Медицинскиот директор на ревматологија Башким Османи, организацијскиот директор на ревматологија Хисан Амети, организацијскиот директор на психијатрија Љубиша Новотни, организацијскиот директор на хематологија Флутим Кадриу. Поради погрешниот коефициент, директорот Османи на пример земал 5000 денари бруто плата повеќе во месецот заради разликата меѓу точниот и погрешно пресметуваниот коефициент. Но на пример, директорот Амети месечно добивал околу 28.000 денари бруто плата повеќе, поради големата разлика меѓу коефициентите. На прашањата на 360 степени, директорите Османи и Амети објаснија дека клиниката конструктивно го прифаќа указот за неправилно пресметаната основна плата. Грешката е настаната од нејасно дефинираните критериуми на коефициентите по кои се пресметуваат платите на директори, здравствени работници и соработници, а произлегуваат од колективните договори доставени од синдикатот. Клиниката за ревматологија веднаш постапи по препораките и ги коригираше коефициентите. Клиниката исто така ќе постапи и со постепено враќање на средствата согласно финансиските пресметки. Дека грешката е веќе поправена, одговори од хематологија. Управниот одбор на Универзитетската клиника за хематологија со соодветна одлука изврши корекција, го усогласи коефициентот на сложеност и го задолжи организацијскиот директор сукцесивно да ја врати разликата во примените плати за периодот од 9 март 2021 до 7 ноември 2022 година. Флутим Кадриу веќе редовно постапува по задолжението на управниот одбор. Коригирана е и платата на организацијскиот директор на психијатрија. Од извештаите сепак е многу потешко да се одгатне. Има ли големи недоследности со пресметката за исплата на дежурствата, како на детската клиника? Нема таква експлицитна констатација, но има повеќе забелешки што оставаат простор за сомнеш. Во извештајот на Институтот за радиологија за медицинскиот директор Гордана Антулеска-Белческа се констатирани денови кога ем користела одмор или слободни денови, ем била потпишана во тетрадка за редовно присуство на работа или дежурство. Понатаму, контролата забележала дека додека директорката била на службен пат на 16 и 17 август, запишана и дека дежурала на работа. Медицинскиот директор и укажа на контролата дека дежурството евидентирано во распоредот за дежурство на доктори 17 август 2022 година го извршил на 17 август 2022 година по завршување и враќање од службеното патување во Ниш, Република Србија. На прашањата на 360 степени за овие недоследности, од Институтот за радиологија одговорија со поинакви факти од нотираните во извештајот на ФЗО. Прво, дека директорката не била на одмор при крајот на јуни, како што тврди фондот. А потоа и дека медицинската директорка не била дежурна веднаш по враќањето од службен пат, како што пишува дека изјавила пред контролата на фондот. На посочениот датум медицинскиот директор не дежурал. Доказ е мој термин. Медицинскиот директор има смена на дежурство од 17 август со 22 август 2022 година. На прашањето дали се согласуваат со наодите, од Институтот велат дека управниот одбор во цело се согласува со ваквите контроли. На една од хируршките клиники пак, медицински директор секој месец дежурал по повеќе од 10 пати. Во март, на пример, тој бил дежурен 13 пати. На 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27 и 29 март. Што понатаму? Според ставовите кои министерот за здравство Беким Сали ги искажа во петочното гостување во 360 степени, малку се веројатни нови разрешувања. На прашањето дали ќе бара да си заминат директорите кои имале погрешно пресметан коефициент, како што се случи со организацијскиот директор на клиниката за детски болести, министерот Сали одговори со толкување на коефициентите, поинакво од она на контролорите на фондот. Директори организатив është mjek dhe është profesor universitar, me automatizëm paga e tij bëhet 8.4. Pa marrë parasysh që është drejtor organizativ në një institucion shëndetësor publik. Това значи дека фондот не е направил контролата како што треба. Fondi e ka bërë kontrollën dhe ka treguar se ky drejtor merr kaq, ky tjetri merr kaq. Mirë po, nëse e shihni në raportet e Fondit të Sigurimit Shëndetësor nuk ka udhëzim juridik
si duhet më të tjetë të veprohet, por ata vetëm shkruajnë rreth vërejtjeve të tyre të cilat i kanë në implementimin e marrëveshjes kolektive. Министерот не беше дециден како ќе постапи ниту за клиниките каде директорите имаат запишано дежурства додека биле на пат, на одмор или пак дежурале речиси секој втор ден во месецот. Mund të ketë pas tentime për mpulim të evidencave, mirë po, siç e shihni, gjithçka që është e shkruar në raportet e Fondit të Sigurimit Qendror është bazë juridike për ne që të marrim masat në drejtim të përmirësimit të implementimit të marrëveshjes kolektive. И додека не е јасно дали и какви дополнителни последици ќе има од вонредните контроли, јасно е дека тие нема да застанат на директорите. Министерот најави дека ќе се проверуваат исплатите и кон останатиот персонал на клиниките, а ќе се чешла и работењето на останатите јавноздравствени установи. Директорката од која почна се, Аспазија Софијанова, освен што се повлече од менаџерската позиција, ги врати и парите. Министерот потврди дека станува збор за околу 14 до 15.000 евра, што е вишокот на исплати само од почетокот на годинава на име дежурства, за кои нема податоци во книгата на главната сестра.